Бисерот од школката на Кирил и Методий. Не врне ли доштот Бога подеднакво за сите, а сонцето не грее ли исто така за сите? Зарем не дишеме воздух сите подеднакво? Па тогаш, како не се срамите да признаете само 3 јазика, а за сите други народи сакате да бидат слепи и глуви? Споровите на Свети Кирил се една општа вистина, мудрост претворена во вечно наследство. Многу пати цитирана од мене, би кажала дека од првото читање ми остави трага. Таква е моќта на словенските браќа, трајно се врежува во нас. Нивното знаење, дејност и битие, вечен составен дел од нас како народ. Се словенските браќа Свети Кирил и Методий представуваат вистински благослов кој се родил на нашето балканско тло. Тие се оние кои ни го дале највредното богатство, нашата писменост. Каменот темелник на понатамошното верување и учење. Тие се луѓе кои несебично, искрено и доживотно работат во корист на народот, помагајќи му така што му го предаваат своето знаење, проткаено од нивното писмо. Воедно ја доближуваат христијанската вера и Господовиот збор. Родени во далечниот 9 век, живееле спокоен живот додека биле деца, школувајќи се и собирајќи знаење. Нивните најзначајни мисии се арапската, сарценска, хазарската и моравската мисија. Се соочувале со препреки, предизвици и прогонства. Но и покрај тоа, нивната истрајност останала нивен вечен белег. Јасно фокусирани на целта, да остварат трајна промена, описменување и проповедање. Најзначајна од сите нивни мисии е моравската мисија, во 1863 година, во која е создадена првата словенска азбука глаголицата, составена од 38 букви, служела за преведување на свети црковни книги, меѓу кои Господовиот збор Библијата. Прогонувани и притискани од непријателски сили, свештеници и владетели, патот кон нивната цел не бил нималку лесен. Како личности, тие се вистинска инспирација за сите нас. Тие се доказ дека потребна е искрена желба за да се биде возможно и секоја цел достижна. Нивниот долгогодишен труд, овековечен во азбука, е бисерот од нивната школка. Школка пронајдена во длабочините на морето, ретка за своето време, со вредност непроценлива во секое идно. Да го чуваме нивното наследство кое денес, по нивните стапки и нивниот пример, можеме да го наречеме наша македонска азбука. Бисерот од школката на Кирил и Методий. Школката и бисерот, татковидата и јазикот, водата и слободата, Кирил и Методий. Јазикот е татковидата, зборот е мислата. Словото е умот, Кирил и Методий се писменоста. Бисерот е белина, писмото е црно. Изразот е одраз, писменоста е света. Свети се просветителите македонски словенски. Света е татковината и говорот напишан. Бисерни се зборовите напишани и разбирливи. Бисерен е јазикот со говорот и писмото. Бисерот на школката, азбуката на браќата. Скапоценоста на школката, луката на писменоста. Кирил и Методий, македонски и словенски. Свети браќа и просветители, дарители на бисери. Бисер солунски, бисер брегалнички, бисер моравски, бисер словенски. Многу бисери граѓани, нанижени и напишани, изговорени и спеани, запишани и овоковечени. Вечна им слава на Кирил и Методий, вечен завет и аманет за секој од нас. Чувајте го бисерот, негувајте го бисерот, белете го бисерот, запишувајте го бисерот. Гордејте се со бисерот, надпреварувајте се со бисерот, продолжувајте го бисерот на светите Кирил и Методий. Бисерот од школката на Кирил и Методий. Браќата солунски наши, кои азбука направија, меѓу словенските народи многу се прославија. Народот наш тие го описменија и византиското родство тие го сменија. Тие го проповедаа христијанството меѓу нас, а тоа за поробениот народ представувало спас. Тие за нас и нашиот народ се најголеми просветители, проповедачи, апостоли и учители. Со нивното дело денес ние твориме, благодарение на нивниот бисер,
лесно тоа може да го сториме. Учениците нивни славата ја продолжија и во чест на своите учители кирилицата ја сложи. Бисерот од школката на Кирил и Методи. Познатиот македонски филм Пред дождот во првата целина на слова на зборови започнува со еден прекрасен пейзаж над Охридското езеро, кога гледајќи ја езерската Широдрирот. Отецот му се обраќа на младиот монах Кирил, заветен на молчење со зборовите. И јас како тебе, Кириле, сакав да дадам завет за молчење, но како поинаку без зборови би ја опишал оваа Божја убавина. Може би и во тоа време младите браќа Кирил и Методи со убавиот Солун пред Белото море, инспирирани од убавините пред себе, сакале да им подарат на своите блиски пород нешто со што ќе можат да комуницираат меѓу себе, да се разбираат, почитуваат и развиваат во еден повисок општествен и социјален развој. А што би можело да биде тоа толку скапоцено, а да не изгуби од вредност, туку само да се надгордува, негува и развива, а да биде природно, да блеска од белина, од чистота, па да бисер, но како да му подариш бисер секому? Милиони бисери. Па тоа е невозможно, но светите браќа успеале со многу труд, мака и Божја промисла, невозможното да го создадат и да го дадат како бисер на секој од нас. Да, јазикот е бисер на еден народ, кој заедно со слободата и татковината е најголемото богатство на секој од нас. Тоа што тие го започнале од Солун преку Брегалница и Маровија, постојано низ вековите се развивало не само во Македонија, туку и во скоро сите словенски земји. Во Чешка, Хрватска, Русија, Бугарија, Украина, Србија, Словачка, Црна Гора, Белорусија, Полска, Словенија. И оттаму со прво нивниот назив не само македонски, туку и на словенски просветители. Нивната светост е малку во она што го предале како оставштина, но нивната светост не задолжува и сите нас да го продолжиме и да обстоиме, да го негуваме, дофрлуваме и усовршуваме. Тоа е нивниот аманет, нашиот завет и нашата животна мисија. Како што бисерот сеае со својата чистота во удобната и заштитна утроба на школката или наградите од низ во кој гердам. Така и зборовите на нашите устни блескаат и го облагодаруваат просторот и времето околу нас. Да го продолжиме нивното дело, да читаме и пишуваме, разговараме и пееме, учиме и се смееме, да го чуваме и гордото покажуваме нашиот бисер, да го запознаеме и почитуваме и другите бисери, да се надпреваруваме со други бисери во белината и чистотата на истиот. Но никогаш да не дозволиме да отстренеме или не дај Боже изгубиме нашиот македонски бисер. Убаво е кога читаш и се воодушевуваш од фактот што Делчево има прекрасни деца, наши ученици кои творат и создаваат убави дела и творби. Сите творби кои ни пристигнаа по повод наградниот литературен конкурс на тема Бисерот од школката на Кирил и Методи во чест на нашите просветители се навистина прекрасни. Тоа значи дека комисијата за избор имаше навистина тешка задача.
Конкурсот беше во организација на библиотеките при Општинското основно училиште Ванчо Прке и Општинското основно училиште Свети Климент Охридски и јавната локална библиотека Илинден. Право на учество има ученици од 5 до 9 одделение и можеа да творат и поезија и проза. Комисијата за избор во состав Валентина Даневска, наставник библиотекар во Општинското основно училиште Свети Климент Охридски, Габриела Димитровска, наставник библиотекар во Општинското основно училиште Ванчо Прке и Даниела Георгиевска, библиотекар во јавната локална библиотека Илинден Делчево, за најдобри ги избраа. Од Општинското основно училиште Ванчо Прке најдобра творба поезија е на Николче Петровски, од Општинското основно училиште Свети Климент Охридски најдобра творба поезија е на Калин Стефановски. Од проза пак најдобра творба од Општинското основно училиште Ванчо Прке е на Антонела Николовска и од Општинското основно училиште Свети Климент Охридски е творбата на Калин Стефановски. Честитки до сите, посакуваме и понатаму да продолжат да творат и да го негуваат убавиот пишан збор. Диплома на Калин Стефановски за освоено прво место проза на литературниот награден конкурс на тема Бисерот од школката на Кирил и Методи. Честитки. Диплома на Николче Петровски за освоено прво место поезија на литературниот награден конкурс на тема Бисерот од школката на Кирил и Методи. Диплома на Антонела Николовска за освоено прво место проза на литературниот награден конкурс на тема Бисерот од школката на Кирил и Методи. Диплома на Калин Стефановски за освоено прво место поезија на литературниот награден конкурс на тема Бисерот од школката на Кирил и Методи.